Мојот предлог е предлог законот за изменување и дополнување на законот за градење да биде разгледана како точка број 1 на денешната седница. Зошто? Бидејќи во моменти на прогласување на енергетски кризи, ние го ставаме во позадна состојба овој закон и можеби секојдневното задоцнување на носење на вакви измени ќе допринесе за продлабочување на оваа криза. Иако, потенцирам дека со вака доставеното законско решение, кое што номотехнички исто не е исправно, односно, прашањето ми е дали воопшто во владата, бидејќи тие се предлагачи, постои сектор, односно законодавен сектор кој ги прегледува овие предлог законски решенија кои што се доставуваат до собранието и истите мора да бидат во согласност со начинот на доставување и согласно потребните елементи кои што треба да ги содржат. А во даденото законско решение, односно предлог законско решение, се гледало дека се брза под директиви на градежната мафија која што го менува овој закон и најголемите бенефити од ова предлог вакво законско решение ќе имат токму тие. Затоа и претходно најавивме дека ќе имаме амандманска интервенција за подобрување на ова законско решение, за да се ублажи кризата која што е актуелна, а секако доправа ни доаѓа и разгледување на кризните состојби кои што од владата повторно ги продолжуваат, а немаме ниту извештај што претходно се работело. Самото предлог законско решение во однос на членовите кои што се доставени, во еден член ќе се задржам, во членот 14 се групирани неколку измени на повеќе членови од основното законско, односно законското решение кое што е на сила. Вели во членот 87 ставот 6, членот 88 ставот 4, членот 90 ставот 5, членот 96 ставот 7, зборовите хидроцентрали се заменуваат со зборовите хидроелектроцентрали. Зборот ми е дека не може во еден член да се менуваат одредби од повеќе членови. Тоа значи дека за секоја измена во секој член хронолошки треба дополнително со додавање на нови членови или измени и дополнување на претходните да се нормираат за да може истиот да биде имплементиран и да биде прочистен текстот на претходниот законско решение, бидејќи законот за градење е еден од законите кои што најмногу е менуван. И овде предпоставувам дека дополнително ќе следуваат измени, бидејќи, потенцирам, овој закон се менува секогаш по директиви на оние кои што ви висат на врат како парламентарно мнозинство. Благодарам.